Студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. Судење за Пулс, екс-министрите за економија и екс-директорите на Дирекцијата за заштита и спасување тврдат дека се невини. Кривична за Оливер Спасовски поднесе МВР. Тој тврди, се враќа МВР ВМРО. Резолуција против мигранти од Британија или протести на улица. Филипче постави ултиматум на власта. Оставам простор до пролет. Венко Филипче, заедно со професорот Фрчковски, заедно со Андреј Жерновски, да бараат низ Македонија и да најдат мигрант кој што е дел од овој договор со Велика Британија или било каков договор кој што сме го преземале. И ако најдат еден, јас трајно ја напуштам политиката. Во сабота Скопје домакин на протест за ослободување на поранишните лидери на ОНА, кои учествуваат и коалициски партнери од владата. По само 2 дена, пратениците дадоа зелено светло за буџетот за 2026. Во овие вести во живо од судењето за трагедијата во Пулс. Останете со нас. Продолжи судскиот процес за трагедијата во Пулс со одбрана на дел од обвинетите. Поранишните министри за економија и поранишните директори на Дирекцијата за заштита и спасување тврдеа дека се невини, а обвинението е правно неиздржано. Во живо од пред затворот Идризово, каде се одбива овој судски процес, ја вклучувам Тамара Дичовска. Тамара, што се случуваше и што беше кажано во судницата? Да, најпрво ќе почнам со видните зборови на поранишните министри за економија кои што се обвинети ќе имаат поврзаност со пожарот во дискотеката Пулс. Кришник Бектиши не се подпишал на ниту една лиценца за дозвола за работа на оваа дискотека. Се користел негов факсимил, меѓутоа него го користеле други лица кои што издавале дозвола за оваа дискотека. Одбраната тврди дека тоа може да го докаже, а може да докаже и дека дури Бектиши бил на службено патување, била издадена лиценца за работа на дискотеката токму од неговиот факсимил. Неговата одбрана, односно адвокатот Еленко Миланов, тврди дека обвинението е неосновано и дека со докази во текот на постапката ќе го докажа тоа, па да не должам јас да го слушнеме веднаш адвокатот Еленко Миланов за како што тврди Кришник Бектиши и неподпишувањето на лиценците за работа на оваа дискотека. Од 26.2.2018 заклучно со 11.2.22 се издадени со факсимил на Кришник Бектиши како министер за економија. Не постои ниту еден подпис на лиценца од Кришник Бектиши. И посочени конкретни лица кои во одреден период имале овластување да го користат тој факсимил. Најмалку за една од овие лиценци ќе ви докажеме дека е издадена на датум кога Кришник Бектиши не се наоѓа во Република Македонија. За другиот поранешен министер за економија пак, Валјон Сарачини, кој што раководеше со Министерството за економија од 2011 до 2014 година, одбраната тврди дека Министерството, кога тој раководел со него од 2012 издал дозвола лиценца за работа, меѓутоа не за дискотеката Пулс, туку за сосема друг објект, односно на друга локација, со друга конструкција и со друго правно лице. Велат лиценцата издадена во 2012 која важела една година до 2013-та, 13 години подоцна е обвинет за пожар во дискотеката Пулс, иако издал лиценца за сосема друг објект. Во продолжение го слушаме и неговиот адвокат. Во 2012 година во Министерството за економија врз основа на барање издадена е лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре за локација на улица Димитар Влахов без број кочани, што е сосема различна локација од објектот каде се случува кривичниот правниот настан во 2025 година
а тоа е улица Крижевска во Кочани. Тоа јасно ќе се презентира и од вештачењето, со што ќе се потврди дека се работи за две сосема различни локации, односно два сосема различни објекти и различно правно лице. Тамара, слушнавме кои се аргументите на поранишните министри за економија преку нивните бранители, а кои се аргументите на поранишните директори на Дирекцијата за заштита и спасување? Да, ниту еден од четворицата поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување вела дека ниту имале надлежност, ниту пак ингеренции во инспекцијските надзори кои се вршеле, не можеле да влијаат врз инспекторите, не можеле да ги распоредуваат во други градови, бидејќи тоа ќе значело, било незаконски, ќе значело дека вршат никакво влијание врз инспекторите. Поранишниот директор на ДЗС Шабан Селију, кој што воедно беше министер без ресор кога се случи трагичниот пожар во Пулс, вели дека сите оние години, дури тој бил директор на ДЗС, не знал дека овој објект постои, вели дека дирекцијата не била детективска служба која што требала да ги испитува и да ги пронаоѓа нелегалните објекти низ Македонија, вели бе неосновано обвинет, бидејќи според него тој од 2012 година требало да предвиди дека оваа година ќе се случил пожар, нешто што вели дека ниту баба Вања не можела да го предвиди. Другиот поранешен директор на ДЗС пак Аднан Џафировски, кој што 3 години раководеше со Дирекцијата за заштита и спасување, односно 2017 до 2020 година, вели дека совеста му е чиста, работел во нефункционални институции кои што пробал да ги подобри, каже дека разбира болката на родителите, но вели дека едно зло не треба се одмаздува со друго зло за правдата да биде задоволена. Во продолжение ги слушаме и двајцата поранешни директори на ДЗС во воведните зборови. Обвинет сум за евентуална умисла дека јас уште во 2012 година, па се до 2017 година, сум бил свесен и сум знаел дека ќе се случи настанот на 16 март 2025 година. Ова за волја на вистината не може ни баба Ванџа да станела од гроб да го предвиди, а камоли ја, као обичен човек. Јас бев само кратко време на чело на еден фрагмент од тој нефункционален систем кој пробав со моето знаење и умење да го подобрам. Разбирам и амбициите на некои јавни обвинители да напредуваат во своите кариери. Но никако, ама баш никако, нема да прифатам тоа да го прават на штета и сорушење на мојот интегритет и мојот авторитет. И за останатите двајца поранешни директори на ДЗС, одбраната тврди дека обвинението е неосновано и дека со докази ќе го докажа тоа во текот на постапката. Само за крај, во едни зборови имаше и административен службеник во Министерството за економија кој што обвинет дека примал мито, меѓутоа тој денеска во воведните зборови неговата одбрана кажа дека се работело за позајмица. Утре продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс со воведни зборови на другите обвинети. Тамара Дичовска во Живот Идризово за судскиот процес, ти благодарам за вклучувањето. И по 9 месеци од трагедијата, 40 повредени се уште продолжуваат со физикална терапија. Дел во Кочани, дел во Штип и Скопје. Завршена и втората евалуација на 143 лица, пошто стручниот тим ќе утврди до каде е опоравувањето и дали се потребни дополнителни медицински интервенции. И по 9 месеци од трагедијата во Кочани продолжува рехабилитацијата на повредените. 40 од нив се уште имаат потреба од физикална терапија, од кои дел одат во Кочанската болница, а дел во Штип и Скопје поради обврски на факултет. Лекарите велат дека фокусот им е враќање на функционалноста на рацете и нозете, а за реконструктивната хирургија се уште е рано. Деновиве заврши втората евалуација на 143 лица кои се здобија со изгореници и повреди од пожарот во Пулс. И стручниот тим го подготвува извештајот, кој треба да даде насоки до каде е процесот на опоравување и треба ли дополнителни мерки.
беше направена со цел да се разграничи кои пациенти остануваат на третман на клиниката за дерматовенерологија, каде што ќе се прават третманите со лазер, кои од пациентите ќе имаат потреба од одредена хируршка интервенција, кои што ќе припаднат во доменот на пластичните хирурзи, значи дали ќе се прават на нашите клиники или некаде тоа останува, значи или повторно да го разгледаме со стручен колегиум, и кои се за пулмолошко следење, значи кој направена пулмолошка евалуација, кој треба следење. Доктор Мирчовска вели кај некои лекувањето завршило, но има повредени кои поради последиците можеби ќе треба да променат работно место, но тоа ќе знаат по завршување на периодот на рехабилитација. Сега моментално се аплицира кортикостероидна терапија на лицата кои што имат хипертрофни лузни. Остануваат и PRP третманите, значи по индикација, значи по насоки на пластичните хирурзи, тие кои што има потреба. Силиконските маски за тие што беше изгореници на лице и врат беа изработени, им беа дадени на користење. Тие исто активно се користат. Компресивната облека останува да се носи, значи за мерење за трета компресивна облека ќе имаме конкретна трет пар на компресивна облека. Во трагедијата на 16 март 63 лица ги загубија животите, а 200 беа повредени. Повеќе од 100 беа пратени на лекување во странски медицински центри. Сања Димитровска, Сител телевизија. Кривична за Оливер Спасовски поднесе МВР. Тој тврди, се враќа МВР-ВМРО. Резолуција против мигранти од Британија или протести на улица. Филипче постави ултиматум на власта. Оставам простор до пролет. Венко Филипче, заедно со професорот Тврчковски, заедно со Андреј Жерновски, да бараат низ Македонија и да најдат мигрант кој што е дел од овој договор со Велика Британија или било каков договор кој што сме го преземале. И ако најдат еден, јас трајно ја напуштам политиката. МВР поднесе кривична пријава против поранишниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, обвинувајќи го дека го држал во фиока решението за затворање на станицата за технички преглед која го одобрила автобусот на Беса Транс пред трагедијата во која загинаа 45 лица. Спасовски ги отфрла на водите и тврди дека станува збор за политички прогон и обид за дефокусирање од скандалите кои ги има власта. МВР бара обвинителството кривично да го гони екс-министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски за злоупотреба на службената положба. Според кривичната пријава, Спасовски се товари дека го чувал во фиока решението за затворање на станица за технички преглед, каде меѓу другите поминал и автобусот на Беса Транс во кој загинаа 45 лица во сообраќајката во Бугарија. Делото го сторил на начин што во законски предвидениот рок не донел решение за одземање на овластување за технички преглед врз основа на предлог доставен од надлежна организацијска единица за граѓански работи. Истиот, иако знаел дека рокот за донесување решение за одземање на овластувањето е најдоцна до 15 дена од денот на донесување на предметот, не ја извршил својата службена должност. Во август 21-та службите на МВР извршиле контрола во станицата за технички преглед Вија Комерц во Скопски Сарај и препорачале нејзино затворање поради неправилности во работењето. Но Спасовски речиси 3 месеци ова решение не го подпишувал и го чувал во фиока. Својот подпис го ставил 3 дена по несреќата во Бугарија, откако во меѓувреме истата станица го прогласила за технички исправен автобусот кој изгоре на автопатот пред Софија. За овој случај пред истрага водеше и обвинителството за организиран криминал, но констатирале дека причина за несреќата не била неисправност на автобусот, па Спасовски било слободен од сомнеж. Но сега полицијата бара тој да одговара за 90.000 евра, пари кои станицата за технички преглед ги заработила додека тој им ја чувал пријавата во фиока. Спасовски демантира. Во писмена изјава за Сител вели дека во целост ги отфрла на водите на полицијата. Не ме изненадуваат методите. Ништо ново. МВР, ВМРО се враќа на сцена секогаш кога треба да се дефокусира јавноста од реалните скандали на власта. ВМРО ДПМН бега и сака да го оттргне вниманието од важните теми. Трагедијата во Кочани, мигрантите, криминалите и лошата економска состојба.
Така да се е јасно, ова е класичен обид за политички прогон, за дефокусирање на темата од мигрантите и скандалите на власта. Само имам лична дилема, дали повеќе им сметаат моите резултати кога бев министер или пак проблем е мојата посветеност во борбата за вистината како опозиционер, вели Спасовски во својата реакција. Александар Спасовски, Сител телевизија. СДСМ најави резолуција во парламентот со која ќе се спречи, како што велат, можноста Македонија да прифати мигранти по стратешкиот договор со Велика Британија. Ако резолуцијата не биде прифатена, опозицијата ќе организира протести. Премиерот Мицкоски му даде рок на Филипче до пролет да најде барем еден мигрант од Британија. Ако тоа се случи, најави целосно повлекување од политиката. СДСМ ќе поднесе резолуција во парламентот за да спречи доаѓање на мигранти во Македонија. Иако владата потврди дека нема таков договор со Велика Британија, опозиционерот Филипче обвинува дека власта е врзана да го прифати тоа во замена за 6 милиарди евра преку стратешкиот договор. Затоа го повика и мнозинството да ја поддржат резолуцијата, во спротивно најавува граѓански протести по државата. Сите релевантни медиуми, британски и светски, објавија дека постои договор за Македонија да прима мигранти. Ќе излеземе во собранието и ќе бараме изгласување на резолуција за ова да го запреме. Тоа ќе биде вториот чекор. Доколку ВМРО ДПМН не излезе и не ја прифати оваа резолуција, ќе бидеме приморани понатаму да се бориме со сите демократски средства. Еден од нив е да ги повикаме сите граѓани на еден голем народен протест. По обвинувањата на СДСМ, премиерот му даде рок на Филипче и неговите соработници до напролет да бараат мигранти кои се дел од договорот со Велика Британија. Ако најдат барем еден, најави повлекување од политиката. Оставам простор до пролет Венко Филипче, заедно со професорот Тврчковски, заедно со Андреј Жерновски, да бараат низ Македонија и да најдат мигрант кој што е дел од овој договор со Велика Британија. Или било каков договор, кој што сме го превземале. И ако најдат еден, јас трајно ја напуштам политиката. Во спротивно, они да ми се извинат на мене и на граѓаните што шират паника без потреба. Мислам дека е фер. Еве, ова јас го давам како понуда. Мислам, ова ќе важи бесконечно, додека сум реков јас председател на ВОАД. И председателката Силјановска Давкова тврди дека до неа не стигнале никакви информации за изградба на мигрантски кампови. Јас, колку што сум информирана од британскиот амбасадор, ама и од владата, тоа не е точно. Мојот став ќе го кажам. Ако се работи за лица кои се опасност за Британија, тие се подеднакво опасни и за нас, и јас сум против нивен прием. Меѓутоа, сега ова што го кажувате резолуција, ама прашањето е зашто резолуција ако ние немаме докази. Филипче обвини владата дека откако што рече условениот кредит кој го добил од стратешкиот договор, веќе е потрошена 1 милиарда за затварање на сите долгови. Мицкоски му врати дека нема да има нови задолжувања за да се врати долгот. Само во првите 5 дена од месецов 10 милиарди се слеале во буџетот, а до крајот на годината долгот ќе биде помало од оној кој што сме го имале. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Владата ја продолжи постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Љубомир Коцевски, но се уште нема потенцијални наследници. Премиерот Мицковски најавува јавен повик за избор на, како што вели, најдобриот кандидат, а опозицијата предупредува на политички притисоци и вели дека персоналните смени не се вистински реформи. Правни експерти бараат новиот обвинител да биде целосно отпорен на партиски влијани. Владата се уште нема потенцијални кандидати за замена на Коцевски, откако вчера ја продолжи постапката за негово разрешување од функцијата државен јавен обвинител. Премиерот Мицковски вели, на јавен повик ќе се бара најдобриот кандидат. Кој ќе биде заменик на Космин Коцевски? Не знам. Кој ќе биде наследникот? Не знам, не сме ни размислувале. Тоа ќе биде јавен повик, секој некој што ќе ги исполнува условите согласно закон и согласно самиот повик може да се пријави, така што пратениците се тие кои што одлучуваат кое е најдоброто решение, тие го бираат на крајот. Очекувате брзо да течуваат? Да. Коцевски смета дека нема аргументи за негово разрешување и вели дека ова е политичка одлука. Подсетува на мислењето на Советот на јавни обвинители дека тој нема направено тешка дисциплинска повреда.
Вели, не држат ниту аргументите за функционирањето на државното обвинителство под негова капа, бидејќи тој бил најтранспарентниот јавен обвинител во регионот. Постапката не зависи веќе од мене, ќе нагласам уште еднаш дека навистина ова е само политичка одлука. Таа транспарентност секако се одразува и на отчетноста на јавните обвинители и целото јавно обвинителство. Од тие причини не може, нема ни една аргументирана причина дека сум ја нарушил функционалноста на самото јавно обвинителство. Со помалку јавни обвинители од минатата година околу 100, сега околу 70, навистина работата се врши успешно во можности на она што јавните обвинители можат да го сработат. Опозицијската СДСМ се уште нема став дали ќе поддржи разрешување на Коцевски, но партискиот лидер смета дека потегот на власта не води кон вистински реформи во правосудството, туку кон политички притисоци врз Коцевски за власта потоа да постави партиски човек на оваа позиција. Не бранам никого. Но не е тоа што сите очекуваме да се направи. Ние имаме препораки од оценската мисија. Што треба да се направи во правосудството? Ниту една препорака не е имплементирана. Нема нов закон за јавно обвинителство. Треба да има нов закон. Треба да има нов кривичен закон. Тоа се суштинските работи кои што треба да ги видиме во правосудството. Некој да биде на некоја позиција и се постава прашањето кои се критериумите. Дајте да ги донесеме европските на критериуми. Јавниот обвинител треба да биде целосно отпорен на политички и партиски влијанија. Претседателката на државата за тоа каков профил на човек е потребен за оваа функција, вели дека тоа треба да биде личност која ќе биде круна на целиот обвинителски систем. Сакам бескомпромисен борец за почитување на законите, некој кој што ќе биде заколнат борец за владење на правото, некој кој што ќе биде отпорен на партиски и на политички влијанија, некој кој што ќе биде круна на целиот обвинителски систем, бидејќи ако нема промени во обвинителството, во обвинителскиот систем, нема да има ни успешни судски реформи. Владата вчера донесе одлука да ја продолжи постапката за разрешување на Коцевски, која ја почна во февруари, но ја прекина по трагедијата во Кочани. Коцевски е државен јавен обвинител од лани февруари, а беше избран со 62 гласа од претходното парламентарно мнозинство. Даниел Василев, Сител телевизија. Во сабота Скопје ќе биде домакин на регионален протест со кој ќе се бара ослободување на поранишните лидери на ОВК. Поддршката за настанот расте меѓу албанските политичари во земјава, па последен се приклучи и чаирскиот градоначалник и коалициски партнер во владата Изет Меджити. Премиерот не го одобрува неговиот потек и вели дека владата е против протестот, но ќе обезбеди максимални безбедносни мерки. Скопје во сабота ќе биде центар на регионален собир на кој ќе се бара ослободување на поранишните лидери на ОВК, додека се чека само формално одобрение од град Скопје. За протестот закажан на плоштадот Скендербек расте поддршката помеѓу албанските политичари во земјава. По Ахмети и Таравари, косовски медиуми пренесуваат дека поддршка за протестот дава и градоначалникот на Чаир, на чија територија ќе се одржи собирот. Во изјава за Вокс Косова, Меджити вели дека протестот е демократско право, ослободителната војска на Косово е национална гордост. Сепак денеска не добивме одговор од Меджити, дали ова значи дека и лично ќе присуствува на протестот во сабота. Премиерот Мицкоски вели дека потегот на Меджити е погрешен, но негов личен став. Иако вели дека владата не го поддржува овој протест, сепак ќе ги превземе сите неопходни безбедносни мерки. Кризен штаб ќе ги следи сите активности 24 часа пред и по завршување на собирот. Владата не го поддржува и немаме намера да го поддржиме, но секако ќе се погрижиме да сето тоа помине во најдобар ред, да нема инциденти, да не се случи нешто кое што сите ние граѓаните не сакаме да се случи. Инаку претпоставувам дека таа одлука на Меджити под притисок на организаторите, мислејќи дека ако не го поддржи ќе изгуби политички поени, што мислам дека му е погрешна одлука. За ова се исто така информирани и нашите стратешки партнери. Сите тие се информирани за сите оние мерки кои што ќе бидат превземени. Имаме и кризен штаб кој што ќе го следи сето ова 24 часа пред да се случи и откако ќе се случи нормално обезбедување на испраќање на сите оние кои што ќе дојдат на тој настан.
Зад иницијативата стојат здруженија на ветерани и организации произлезени од конфликтот во Косово, кои сметаат дека хашкиот процес е политички мотивиран и насочен кон ревизија на историјата на Косовската војна. На протестот ке се бара ослободување на Хашим Тачи, Кадрин Весели и останатите поранешни водачи на ОВК, кои пред специјализираните совети во Хаг се соочуваат со обвинувања за војни злосторства. Вакви протести изминатиот период се одржа и во Приштина и во Тирана. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Обвинувањата за корупција од СДСМ, забележењето на службените возила, набавката на нов службен авион. Тема на денот во 19 со Ивица Томовски, директор на Созера. Со 71 глас за и 14 против и само по 2 дена собраниска расправа, пратениците денеска го усвоија буџетот за 2026. Буџетот за следната година тежи 6,7 милиарди евра и во него растот на БДП е проектиран на 3,8%, а инфлацијата на 2,5%. Буџетскиот дефицит е проектиран на околу 600 милиони евра, односно 3,5% од планираниот БДП. Капиталните инвестиции се планирани на над 650 милиони евра, наменети за инфраструктура, енергетски и капитални проекти. За исплата на плати се проектирани 850 милиони евра, а за пензии 1,8 милиарди евра. За пратениците од власта, овој буџет обезбедува поддршка за бизнисот, ги штити пензионерите со зголемување на пензиите и носи силен инфраструктурен бран со изградба на патишта, училишта, градинки. Според опозицијата, буџетот содржи нереални проекции и служи само за добивање на политички поени. Тие во дебатата посочија дека за прв пат доцни исплатата на социјалната помош, студијата нега, исплатата на мој детеве, а стагнираат и платите. Над 2000 судски службеници од март не го добиле додатокот на плата и најавуваат штрајк ако средствата не им бидат исплатени веднаш. Над 2000 вработени во судовите немаа добиено додаток на плата од март, велат од независниот синдикат на судската администрација. На средба со првиот човек на судскиот совет Камбовски. Побарали исплата на сите за останати пари веднаш, а во спротивно најавија штрајк во судовите низ цела Македонија. Председателот на судскиот совет не извести дека барал од Министерството на финансии да ги пренамени средствата за додатоци на судската служба од 35% за овој месец. Се уште Министерството на финансии молчи. Ние му предложивме заедно да појдеме до Министерство за финансии, бидејќи вака топката ја префрлаат едни на други. Ние не сме виновни за они што немаат доволно соработка со другата власт. Значи, ние бараме да ни се исплатат веднаш тие средства, доколку не ни се исплатат, најавивме дека ќе имаме штрајк. Камбовски пак вели дека им дал поддршка на синдикалците. Очекува одговор од Министерството за финансии. Доколку Министерство за финансии ни одговори на нашето барање, кое што е испратено уште пред 2 недели, да одобри пренамена на парични средства од една сметка на друга, бидејќи ние имаме парични средства да исплатиме додатоци, но се наоѓаат на друга подсметка кој што ги има Судски буџетски совет. Но за жал, еве, 2 недели помина, ние се уште немаме одговор од финансии ни позитивен, ни негативен. Освен додатоци, независниот синдикат на средбата со Камбовски побарал и исплата на регрес за годишен одмор, како и пополнување на испразнетите места. Велат дека недостасува голем број вработени низ судовите, па еден работник морал да работи како за 4. Мартин Арсов, Сител телевизија. Управниот суд денеска стартува целосната дигитализација. Тужбите ќе се поднесуваат исклучиво онлайн преку системот ЕПОС, кој ги поврзува странките, институциите и Висшиот управен суд. Од судскиот совет велат дека ова ќе биде модел и за дигитализација на основните судови. Се дигитализира работата на Управниот суд. Од денеска поднесувањето тужби ќе се прави само преку интернет. Електронскиот софтвер ЕПОС ги поврзува странките, јавните институции и Висшиот управен суд. Ќе се овозможи пребирлива база на судски одлуки, ефикасен систем за достава на документи во управно-судската постапка и целосно електронско судско досие. Оваа платформа ќе овозможи целосна дигитализација на постапките во управното судство, а тоа значи побрзи и поефикасни судски постапки во смисла на скратување на време и трошоци за сите учесници во управно-судската постапка.
Од Судскиот совет велат дека целосната дигитализација на управните судски постапки е модел по кој ќе се дигитализира работењето и на основните судови. Довербата во судството не се гради со декларации, туку со видливи промени. Денес тука имаме една таква промена пред нас. Промена која на граѓаните им испраќа порака дека правдата не е далечна, дека правдата не е бавна или недостапна, туку организирана, предвидлива и технолошки подготвена да одговори на нивните потреби. Електронскиот софтвер според надлежните ќе подобри судската независност, ги намалува трошоците на управните судови и странките, а се намалува и човечкото влијание. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавивме, Ивица Томовски, директор на СОЗР. Останете до тогаш со програмата на Сител. Се гледа